Традиционално синоќа прилепчани ги запалија коледарските огнови, кои се предвестник на празникот Божик или раѓањето на Господ Исус Христос. Оган гори скоро во секое мало или уличка. Покрај огновите се пие греено вино или ракија, а се поставуваат и посни трпези, со гравче, посни сарми и риба. Домаќинките месат и погача, која ја благословува свештеник и во која има ставено паричка. Потоа погачата се крши и онаму каде што ќе падне паричката, тој ќе биде домаќин наредната година. Идниот домаќин кој го снимивме доживеа двојна радост. Му падна паричката, а само пред еден час му се родил и внук. За честитки, здравје и среќа. Друго нема што да кажам, во нова година здравје за новиот домаќин. Му ја честитам празниците и новогодишните празници на сите граѓани. Малце сум возбуден, имам внук сега и ми припадна чест покрај тој да бидам домаќин за година. Господ здравје на сите и да ни се множи фамилијата мене и на сите. И Господ здравје да на сите. Традиционално, како и секоја година, сите коледари во Прилеп ги посети и градоначалникот Маријан Ристевски, кој на граѓаните им го честиташе празникот. На сите коледари во Прилеп му ја честитам коледи и ова голема традиција која со векови се негува во нашиот град и во Република Македонија. Му посакувам за божикните празници во новата 2016 година да имат многу здравје, среќа, успех, берекет, да се гледаме само зубави работи. Поради доброто расположение, околу новите паѓа и по некоја песна, но и оро. Освен во Прилеп, Ристевски ги посети и коледарите во околните прилепски села. Денес е Бадник, ден пред Христовото раѓање. Утринава прилепчани ги разбудија малите коледарчиња кои шетаат од врата на врата и собираат коледарски дарови, костени, ореви и овошје. А вечер, според традицијата, семејството се собира на заедничка посна вечера и во огнот за здравје и среќа се става да гори бадниково гранче.